Чоколадната кукичка. Еден шумар имаше две деца, по име Јованче и Марица. И двете деца одеа често во шумата за да му помогнат на татко им да собере дрво. Еден ден двете дечиња играјќи се задржаа многу во шумата и кога се стемни не успеа да го најдат патот за враќање. Преплашени и издемнати, Јованче и Марица ја поминаа ноќта во шумата. Но кога се зазори, откако им помина стравот, повторно го продолжија патот и на една чистинка здогледаја чудна кукичка со покрив од чоколадо и зидови од колачи. Двете деца, љубопитни и изгладнети, се упатија кон кукичката и рака за рака се приближуваа забележувајќи дека се овде е направено од чоколадо и колачи, па дури и цвеќињата и печурките. Плочките на подот беа од колачи, вратите од шеќер со рачки од карамел. А бидејќи беа многу гладни, почнаа да чепкаат де ваму, де таму. Меѓутоа се појави една старица која љубезно ги покани да влезат. Јованче и Марица не почекаа да им се повтори поканата. Штом влегоа, старицата, која всушност беше лоша вештарка, си го покажа својот вистински лик. Го зграби Јованче и го заклучи во дрварницата, навестувајќи му дека сака да го здебели за да го издаде. Времето минуваше и додека Јованче се наоѓаше во неговата келија, Марика, која беше принудена од виштерката да ги обавува сите домашни работи, се налути и си рече како да најде начин да се дограби до клучот од дрварницата која вештерката го носеше врзан на коленот. Вештерката, која беше многу стара и имаше премногу слаб вид, му го проверуваше секој ден прстот на Јованче за да види дали се здебелил. Но итрото момче најде едно ковче од пиле и го подаде место прстот за да си помисли дека се уште е многу слаб. Еден ден Марика и даде на вештерката толку вино, што таа се опијани и заспа пред огништето. Марика го одврза клучот од коленот, си го ослободи братчето и додека старицата спиеше, двете деца ја турнаа силно во огништето и побегнаа. Еден бел лебед во лед ги однесе до нивната куќа. Радоста на нивните родители беше голема, бидејќи тие веќе и не се надеваа дека повторно ќе ги видат децата. Со себе го понесоа и богатството што го најдоа во чоколадната кукичка. Двете деца, љубопитни и изгладнети, се упатија кон кукичката и рака за рака се приближуваа забележувајќи дека се овде е направено од чоколадо и колачи, па дури и цвеќињата и печурките. Плочките на подот беа од колачи, вратите од шеќер
со рачки од карамел. А бидејќи беа многу гладни, почнаа да чепкаат, де ваму, де таму. Меѓутоа, се појави една старица која љубезно ги покани да влезат. Јованче и Марица не почекаа да им се повтори поканата. Штом влегоа, старицата, која всушност беше лоша вештарка, си го покажа својот вистински лик. Го зграби Јованче и го заклучи во дрварницата, навестувајќи му дека сака да го здебели за да го издаде. Времето минуваше и додека Јованче се наоѓаше во неговата келија, Марика, која беше принудена од виштерката да ги обавува сите домашни работи, се налути и си рече како да најде начин да се дограби до клучот од дрварницата која вештерката го носеше врзан на коленот. Вештерката, која беше многу стара и имаше премногу слаб вид, му го проверуваше секој ден прстот на Јованче за да види дали се здебелил. Но итрото момче најде едно ковче од пиле и го подаде место прстот за да си помисли дека се уште е многу слаб. Еден ден Марика и даде на вештерката толку вино, што таа се опијани и заспа пред огништето. Марика го одврза клучот од коленот, си го ослободи братчето и додека старицата спиеше, двете деца ја турнаа силно во огништето и побегнаа. Еден бел лебед во лед ги однесе до нивната куќа. Радоста на нивните родители беше голема, бидејќи тие веќе и не се надеваа дека повторно ќе ги видат децата. Со себе го понесоа и богатството што го најдоа во чоколадната куќичка.